Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Околу 35.000 евра од општинскиот буџет на Кочани се предвидени за крпење на ударните дупки и прекопувањата на улиците во општината. Сумата се однесува за период од 6 месеци, а ќе се троши сукцесивно според потребите на терен. Нешто повеќе од 2.200.000 денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за крпење на прекопувањата и на ударните дупки на улиците што се наоѓаат на нејзина територија. Сумата е пресметана врз основа на слични активности што се реализираа минатата година, за што беа инвестирани околу 1.200.000 денари, а на кои сега е додаден износот од околу 1 милион заради новонастаната состојба. Со овие пари треба да се преасфалтираат околу 950 метри квадратни на коловозите кај кои се регистрирани оштетувања или пак е интервенирано за изведување други градежни работи. Дел од сумата ќе се намени за чистење, утовар и транспорт на извадениот материјал до депонија, одредена од страна на инвеститорот на оддалеченост до 7 километри. Според техничката спецификација, дебелината на асфалтниот слој што треба да се реконструира изнесува 7 сантиметри. Инаку, градежните работи е предвидено да се одвиваат во наредните 6 месеци, сукцесивно според потребите на терен, а зашто од општината ќе доставуваат барање до изведувачот на услугата. Веќе е објавен јавен повик за избор на давател на услугата, истиот трае до 2 декември, пошто ќе можат да започнат и работите на терен. Инаку поголем дел од улиците во општината се дотраени и со ударни дупки, а оштетувањата налагаат итна интервенција, особено во текот на зимската и пролетната сезона. Новоформираниот општински совет за социјална заштита во Кочани ја одржа првата работна средба, со што и официјално почна со работа. Неговото функционирање треба да помогне во подобрувањето на програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани. Со одржување на првиот конститутивен состанок, во Кочани почна со работа Општинскиот совет за социјална заштита, како независно советодавно тело што ќе помага во подобрувањето на заштитата на правата на лицата во социјален ризик на локално ниво. Општинскиот совет за социјална заштита е формиран со одлука на Советот на општината, а го сочинуваат 24 члена. Тие се представници од институции кои партиципираат во социјалната заштита, граѓански издруженија кои работат на овој план и представници на верски организации. На работната средба, на која присуствува поголем број од членовите, се разгледуваа предлозите околу изготвување на планот за социјална заштита за 2020 година, што е во функција на подготовката на годишната програма за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани. Освен тоа да учествуваат во донесувањето на програмата, односно донесувањето на планот за социјална заштита, тие ќе придонесуваат и генерално за подобрување на социјалната заштита на ниво на општина Кочани, бидејќи ќе ги имаме постојано со нивните предлози, со нивните идеи, а секако и проблемите што ќе произлезат во областа на социјалната заштита ќе ги решаваме заедно. Не мора да ги свикуваме сите за следни состаноци, меѓутоа тие кои што ќе ни бидат потребни или тие самите може да иницираат средба. На работниот состанок на Советот за социјална заштита имаше предлози за зголемување на бројот на активности за социјална превенција, како и да се предвидат финансиски средства од општинскиот буџет за подршка на кампањи, предавања и трибини за различни социјални теми. Инаку, изготвувањето на социјалниот план треба да содржи мапирање на социјалните проблеми и на ранливите групи во општината, како и анализа на капацитетите и расположивите социјални услуги и специфичните потреби за развој на социјални услуги на локално ниво. Предприемништво од 21 век е насловот на проектот на Еразмус Плюс програмата во кој се вклучи и Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Со средба и подпишување договор со представниците од средните технички училишта од Грција и Хрватска беше означен стартот на проектот. Истиот има за цел да го поттикне предприемачкиот дух кај учениците за изготвување свој план за отпочнување сопствен бизнис. Да се поттикне и подржи потенцијалот на младите, амбициозни и талентирани луѓе, да ги надградат и усовршат своите вештини и да ги развијат креативните и предприемачки способности за отпочнување сопствен бизнис. Е целта на новиот проект на Еразмус Плюс програмата Предприемништво од 21 век, во кој се вклучи и Средното општинско училиште Гошо Викентиев.
Со подпишувањето на договорот со представниците со работници од средните технички училишта од Хрватска и Грција, всушност беше означен стартот на новиот транснационален проект. Проектот е интересен за нас од перспектива гледано затоа што имаме почнување или зачнување на иновативноста кај учениците. Самиот проект нуди можност за будење на иновативноста и будење на предприемаштвото кај сите ученици. Тоа е всушност и целта на самиот проект и конечно да самите ученици имаат можност да се спознаат каде можат најдобро да одговорат во општествениот развој, односно каде можат да се пронајдат како идни стручни лица. Глобално тоа е самиот проект. Ние се надеваме дека ќе биде успешен. Проектот е предвиден да трае 2 години и лично сум убеден дека ќе бидеме и ние успешни како партнери во самиот проект. Имаме представници од Хрватска, училиште наше сродно, значи средно техничко училиште, и представници од Грција, исто така средно техничко училиште со многу сродни струки кои што се негуваат и кај нас. Станува збор за електротехничката струка, машинската струка и сообраќајната струка. И општина Кочани ги поддржува ваквите проекти во кои се развива иновативноста и креативноста кај учениците, бидејќи истото би било од големо значење и за самата општина. Ова е еден од многуте проекти на Erasmus Plus програмата. Значи, јас како председател на Советот, како Совет ние и како општина даваме целосна поддршка на сите проекти поврзани со Erasmus Plus програмата. Се збогатува знаењата на учениците со овие проекти, се збогатува комуникацијата и се подобруваат условите за работа и во училиштата, а со тоа се подослуваат и наставните програми. Проектот ми се иновативен, еден од иновативните проекти. Новитет е тоа што се вклучува и Грција, значи се проширува соработката, до сега беа вклучени проекти на Erasmus Plus програмата Бугарија и Хрватска, сега се вклучува проекти Грција, така што мислам една од целта на проектите на Erasmus Plus програмите се зголемување на пријателствата, проширување на пријателствата и мислам дека со ова се покажува дека Erasmus Plus проектите го завршуваат тоа за што се создадени. Од планираните активности во наредните 2 години колку што ќе трае проектот, ученици од Гошовеќ Антиев ќе престојуваат во Грција и Хрватска, но ќе има и возвратна посета оттаму со цел развивање на основната идеја и цел на проектот, а тоа е комуникацијата помеѓу учениците и развојот на претпримачкиот дух кај младите. Општина Кочани продолжува со превентивните мерки против ширењето на заразната жолтица, а во тие рамки обезбеди бесплатни хигиенски пакети. Ке им бидат доделени на загрозените семејства, а во меѓувреме продолжува и кампањата за подигање на јавната свест за потребата од поголема лична хигиена. Општина Кочани обезбеди бесплатни хигиенски пакети за социјално загрозените семејства кај кои во изминатиот период беше евидентирана заразна жолтица од типот А. Во првата фаза од активните и континуирани мерки за превентивно дејствување против ширењето на болеста и запирање на епидемијата, пакети со средства за одржување лична хигиена се обезбедени за 60 најзагрозени граѓани. Во наредниот период, овој број ќе се зголемува согласно потребите на терен. Стручните служби од општината веќе одржаа работна средба со граѓанските здруженија со цел и тие да се вклучат во спроведување на мерките за превенција од натамошно ширење на заразата. Во соработка со Општинската организација на Црвен крст се спроведуваат едукативни работилници во детската градинка Павлина Вељанова, како и во училиштата, во кои што беше регистриран критичен број ученици заразени од жолтица. Во училиштата и градинките и понатаму во важност е зајакнатата контрола на личната хигиена, а по препорака на здравствените служби се врши засилена дезинфекција во училниците и тоалетите, а ограничено е и движењето на надворешни лица во овие јавни објекти. Граѓанските организации понатаму на терен ја следат состојбата со епидемијата и по потреба упатуваат на подобрување на хигиенските мерки во семејни услови. Инаку, епидемијата на заразна жолтица од типот А во Кочани беше прогласена кон крајот на минатиот месец, кога беа евидентирани вкупно 32 заболени лица. Со преземените превентивни мерки досега, состојбата е ставена под контрола и нема нови случаи на заболени. Иако има мал број заболени деца од овчи сипаници во Кочани и Виница, сепак лекарите и епидемиолозите будно ја следат состојбата, бидејќи
знае да стигне до бројка и во епидемиски размери, како што беше случај во 2013 и 2014 година. Лекарите со препораки до родителите како да ја препознаат и како да се справат со сипаницата кај децата. Од Центарот за јавно здравје, меѓу другото, информираат и дека стигнати се бесплатните вакцини против сезонски грип. Иако е карактеристично да ја има во зима и пролет, сепак веќе се појавија првите случаи на овчи сипаници кај децата. Далеку сме од епидемиски размери, имаме мал број заболени во Кочани и Виница, но сепак будно се следи состојбата од причина што знае да зафати и во епидемиска форма, како што беше случајот во 2013 и 2014 година, кога во источниот регион беше прогласена епидемија, вели епидемиологот доктор Горан Николов. Иако станува збор за мал број заболени деца, сепак лекарите, педијатри со препораки како родителите да се справат со болеста без да се крева паника. Кога станува збор за варичелата е акутно вирусно заболување, кое што се јавува најчесто во детската возраст и сезона на јавување најчесто е зима и рана пролет, меѓутоа ние приметивме дека има повеќе случаи и во есенскиот период кај нас. Тоа што сакам да кажам, да не се секират и грижат родителите, затоа што варичелата е детско заболување и пожелно да се прележи во детскиот период. Тоа е болест која што поминува за 10 дена, се пренесува капково преку респираторниот пат и преку везикулите кои што се јавуваат на кожата, така да од кога ќе дојде детето во контакт со заболено лице, осипот ќе се јави за 14 до 21 ден. И основна карактеристика на заболувањето е тоа што не може да се препознае во акутниот стадиум кога се карактеристични катаралните симптоми со покачена температура, болка во грло, туку основен диагностички знак е осипот кој што се јавува од главата надолу како туш и се карактеризира со осип над звездено небо. Тоа значи дека има промени на кожата од типот на везикули, тоа се како брунчење исполнети со вода. И основен знак на препознавање сигурно дека треба да се јават кај матичен лекар кој што ќе ги упати што понатаму да направат. Како и да е, не треба да има паника, тоа е заболување кое што поминува во полесна форма и ретко има компликации. Тоа што е важно е да има одмор, внесна течност и витамини, редовна хигиена и да нема контакт, значи да има изолација. Со таа цел е важно дека болеста се пројавува контактно, контагиозна е преку респираторниот тракт се пренесува и тоа што е важно е дека вирусот не обстојува во надворешна средина, директен контакт е потребен за да се разболи детето, што значи кога ќе се примети дека детето е болно, треба да се изолира. И изолацијата треба да трае 10 дена, се додека има нови везикули, со самата појава на круста детето веќе не е заразно. Значи, еве уште еден апел или совет, како би кажала, да не се плашат, да си го посетат матичниот лекар, да има одмор, редовна хидрација, внесна овоше и зеленчук и хигиена на раце. Доктор Николов од Центарот за јавно здравје во однос на заразните заболувања истакна дека и понатаму продолжува епидемијата на морбили во државата, како и на хепатит А или заразна жолтица во источниот регион. Доктор Николов додава дека, како што беше најавено, стигнаа и бесплатните вакцини против сезонски грип, така што сите луѓе за кои е препорачливо да се вакцинираат, може да го сторат тоа во центрите за јавно здравје. Комерцијалните, кои се 1400 на број за општините што ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани, стигнаа пред 2 недели и изнесуваат 650 денари, а од бесплатните набавени се вкупно 2670 вакцини. Во рамки на одбележувањето на ноември, месецот на машкото здравје, невладината организација Борка и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите од Кочани организираат едукативно предавање за ракот на простата. Предавачи се специјалист онколог Мери Пешевска и специјалист радиолог Драгана Могилевска-Груевска. Предавањето ќе се одржи во вторник на 26 ноември со почеток во 17 часот во салата на Советот на општина Кочани. Тешките училишни ранци, наследниот фактор, физичката неактивност, дебелината и интернетот – главни причини за појава на деформитети и искривување на рбетот кај децата кои се почести. Лекарите ортопеди со препораки за спречување на алармантната појава.
Се почести се искривувањата на работот кај децата, посебно кај оние кои одат на училиште. Сколиозата е најголем проблем, а по неја и кифозата. Причините се припишуваат на дел од наследните фактори, а во поголема мера стекнати деформации. Професор доктор Лјупчо Каревски, специјалист ортопед, посебно и со големо внимание и загриженост, зборува за деформитетите кај децата кои се почести. Честотата на искривување на работникот, особено во детската возраст или во оној дел на развојниот дел на детето, е клучен фактор за појавата на така наречените деформитети на работникот, од кои велам сколиозата е најголемиот проблем. Зошто таа се јавува, останува да понатаму да мултифакторијални се причините. Значи, таквата деформација произлегува од еден мал дел на наследни карактеристики на работникот, така наречени вродени и така натаму состојби, а второто се стекнувањата кои во тек на живот се развиваат тие деформации. Лекарите специјалисти со препораки да не се појавуваат деформитети. Број 1 е физичката активност на детето. Тоа значи да размислат сите наставници кои се бават со едукација, во кои мора да биде застапено физичкото воспитување, но не заради час, туку заради ефекти и постигање на резултати. Тоа значи децата да се во ритам користат школите и за физичка активност. Втората работа е да то биде сепак со елементарна едукација на оној кој им дозволува оптоварување на децата. Третата работа е на приказка околу теретите кои децата ги носат. Се помалку е сега веќе тешкиот оној ранец, но и тој се носи. Ранецот не смее да мине 10% од тежината на детето. Значи, ако едно дете во, не знам, четврто, трето оделение 25 кила, 30 тежи, ранецот не смее да ја надмине 10% таа тежина. Тоа значи 4-5 килограми. Често пати, ако, еве и на моите ученички деца, сега им ги мерам, ранците тежат далеку над тоа дозволено. Второ, носење на симетричен, така наречен ранец, не еднострано влечење. Трето, има неколку мангуплуци, да речем популарно, во тоа како треба да се носи, дури и ранецот. Таа тежина мора да биде распределена во ранецот внатре, по тешките книги поблиску до телото. Професор доктор Каревски како главен фактор ја потенцираше и дебелината, која е се почеста кај денешните деца и е голем проблем и оптеретување на работот. Значи лекарите и родителите значително треба да работат на намалување на тежината кај децата, бидејќи брзата храна и интернетот ги прави децата дебели и мрзливи. Клучен фактор во диагностицирање пак е детето добро да биде прегледано, да не се диагностицира само врз основа на една рентген снимка и секако што порано се третира деформитетот кај детето, тоа е подобро за да се спречи негова прогресија, додава професор Каревски. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.